Ниту една партиска листа за пратеници досега не била доволна добра за гласачите. Таму по еден или друг основ секогаш има некој кој не заслужува, а подобриот останал на резервната клупа. Колку и да се труделе, ниту една од партиите досега на сите не им погодиле. Оваа реалност во оваа прилика бара одговор и тоа од вистинското место. Би ставиле луѓе со интегритет, со образ. Сваќате ме? Да. Кои не се огрешиле пред народот. Кој ќе удари ви? Има еден овчар, чува јаде овци. Тај знае ударни од лошо, патте успите или бите вражец. Тај ќе огласат, тај ќе предложи. Иначе од учените фајда нема. На нашата листа силни интелектуалци кои не се склони на криминал, на богатство, чисти луѓе. Има на листа луѓе што не го знаат системо како функционира државата, а они се на листа и ќе добијат, нели? Но, бидејќи пратениците не можат се, многу често на сите им поминува низ главата и нешто друго. Изборите, да ве прашаме, еве, вие, доколку имате можност во животот да бидете еден ден премиер, што ќе направите за народот? Јас ли? Да. Што ќе направим? Да има големи плати, да се вработени луѓето, да не се без работа, да нема сиромаштија. Ако вие би биле премиер на еден ден, што ќе направите за народот? Се најдобро. Па треба да помогнем тие што страдат. Доколку би биле премиер на еден ден, што ќе направите за народот, за државата? Све што може да им даем. Освен овие, има и други кои ни напишаа. Ке ги затворам сите што имаат многу имоти пари за да кажат од каде им се. Ке има правда за сите, зошто ќе ја сопрам сета корупција. Ке ги намалам даноците и ке ги зголемам платите. Минималната плата и пензиите ќе бидат повисоки за 100 евра. Во државата криминалот ке го снема експресно. Ќе го вратам времето на Тито. Овие намери впрочем кажуваат што луѓето очекуваат од политичарите во следната политичка гарнитура. Реални или не? Желбите се тие. Повеќе пари, помалку криминал и Тито назад.